Словенија е загрижена поради повторното ширење на COVID-19 во соседна Хрватска и покрај тоа што за Националниот институт за јавно здравје состојбата во Хрватска се уште е под контрола и земјата е уште во групата на епидемиолошки безбедни. Сепак од владата објавија дека се загрижени и внимателно следат се што се случува во Хрватска. За словеничкиот министер за здравство Томаш Гантар, Хрватска полека станува небезбедна земја во однос на ширењето на коронавирусот. Загрижен сум за тоа што се случува во Хрватска и се плашам дека ситуацијата дополнително ќе се влоши. Во случај ако се утврди дека поголемиот дел од новозаразените со коронавирусот се увезени случаи од Хрватска или ако пак во соседната земја продолжи да се шири вирусот, тогаш сите оние кои доаѓаат од Хрватска во Словенија ќе мораат да одат во карантин бидејќи ќе биде ставена на црвената листа, рече Гантар. Инаку во Хрватска дневно се регистрираат околу 20 случаи, што представува големо зголемување со оглед на тоа што изминатите недели немаше нови заразени лица. Во 7 општини во Србија е воведена вонредна состојба поради новодојдените реки по обилниот дожд, изјави представникот на Српското министерство за внатрешни работи Горан Николик. Поради надојдените води посебно е критична состојбата во западниот дел на Србија. Во моментов најкритично е во општините Љубовија и Гуча, бидејќи таму врне од утрово. Добро е што почна да се намалува нивото на вода каде што беше критично во текот на ноќта. Лозница, Крупање, Осечин, таму се подобрува ситуацијата, посочи Николик. Во неколку населени места надојдената вода поплави десетици објекти, еден мост е урнат, а 48 луѓе се евакуирани. Администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп ја продолжи забраната за издавање зелени картони до крајот на годината, додека замрзна привремени визи, вклучително и оние што ги користат технолошките компании и мултинационалните корпорации. Зелените картони нема да се издаваат од сад до крајот на годината, така што ова е начин администрацијата да обезбеди доволен број работни места во време кога економијата се опоравува по кризата предизвикана од пандемијата со коронавирусот. Со оваа одлука се срушија многу сонови на млади лица, кои што веќе имале надеж дека ќе успеат да продолжат својата иднина во сад ширум низ целиот свет, но од друга страна се отворија подобри услови за животот на жителите во оваа држава. Тие забрани ќе ослободат 525.000 работни места за американците. Претходната одлука на Трамп со која се забранува издавање на зелени картони надвор од сад траеше 60 дена и истекува во понеделник. Администрацијата предлага нов начин на доделување визи, што треба да бидат ограничени на 85.000 годишно, а кои најмногу ги користат технолошките гиганти, како компании како Amazon, Microsoft и Apple, изјави официјалниот представник.